Додека едно жариште се смирува, друго се разгорува во Хрватска. По синоќешните апокалиптични сцени што се случија во хрватскиот град Омиш, ново огнено жариште избувна и на подрачјето на Тролокве над Трогир. Вкупно 1500 луѓе се евакуирани, а речиси 200 од нив легле во морето за да спасат жива глава од пламените јазици кои голтаа се пред себе и се спуштија врз градчето Омиш. Со координирана акција на локалните спасувачки сили во 2,5 часа 194 луѓе биле евакуирани од морето од туристичкиот центар, кој преку ноќ се претвори во пепел. За среќа нема загинати, а 36 луѓе добиле медицинска помош, додека 14 од нив се задржани во болницата. Повредените имаат сериозни изгореници или гушење од дишениот чад. Изгорени се автомобили, куќи, викендици, туристички објекти. Омиш е мало туристичко градче покрај Јадранската магистрала. Таму сезонски работат македонци. Од македонската амбасада во Хрватска известуваат дека следат ситуацијата и досега никој не побарал помош. Амбасадата е во тековен контакт со надлежните институции и ја следи состојбата, особено во однос на македонските државјани кои представуваат во погоденото подрачје. До овој момент во амбасадата не е пристигнато ниту едно барање за помош или асистенција од македонски државјанин поврзано со пожарот. Амбасадата останува на располагање за сите македонски државјани на кои им била потребна помош или асистенција. Пожарот започнал кај Локва Рогозница вчера вечер во 8:15 часот, а со помош на силниот ветер и сувиот терен експресно се проширил до Омиш. На терен излегле 286 пожарникари, а биле регистрирани дури 200 жаришта. Подрачјето зафатено од пожарот изнесува приближно 1000 хектари, но имаме периметар од над 20 километри што сега ќе мораме со денови да го надгледуваме. Не се надзира дожд, нема ни трага од него. Мораме да го покриеме тој потек од 20 километри. Треба да ги обезбедиме рабовите и да навлеземе што е можно подлабоко во внатрешноста на опожарената површина. Во моментот ситуацијата во Омиш е релативно подобрена, но противпожарните сили ги пренасочуваат авионите кон Трогир, каде сега е критично. Има активен пожар и кај Куна Пелешка на Пелјашац, каде што пожарникарите слично и на другите места имаат потешкоти во борбата против пожарот поради засилениот ветер. Сепак, засега на тие подрачја нема потреба од евакуација.